Ова е сегмент од крајот на представата Корени на Струмичката гимназија, која синоќ имаше премиера пред домашната публика. Долг аплауз, солзи и овации за малата актерска екипа која изнедри многу емоции во салата на Антон Панов. Младата Викторија вели дека било вистински предизвик да се долови комплексниот лик на Велика. Повторно гледам во капинка. Ништо. Решена е болеста да не искорне. И влегувам во селото, а како во туѓо село да влегувам. Ликот на Велика во целост е многу тежок лик да се постигне, затоа што Велика е жена која што има многу проблеми во животот, има ментални болести развиено поради тие проблеми и тежината на тој лик беше всушност да се постигнат сите трансформации кои таа ги има. Таа оди од едно расположение на сосема друго, оди од плачење за нејзините деца до радост и зборување за каква била зимата. И тоа беше всушност потешкото за да се постигне со неа. Колку време ти беше потребно за да го оформиш овој карактер и кои беа најубавите моменти во работата со актерската група? Тежината на ликот и сето тоа доведе до не многу подолг период за оформување на ликот од обичен лик, но со помош на мојот режисер мислам дека добро го оформивме овој лик и мислам дека добро ќе го представам вечерва. А најубавите моменти беа всушност соработката со режисерот и се надевам дека вечерва аплаузот ќе ми даде потпора за понатаму. Со драмското студио на гимназијата Јане Сандански работеше актерот и режисер Кире Ѓорѓиев заедно со менторката Јулија Ковачевска, професор по македонски јазик и книжевност. Се појавуваат 4 лика, каде што е доминантна е Велика, и тој пиреј кој го носиме национално сите во своите чувства, сметавме дека и како обавезна лектира на средните училишта од 4-та година е правиот момент за да пред се е намената нели за училиштето и широката јавност. Впрочем, вечерва е гала представа, гала премиера на ова драмско дејствие, дека ќе прозвучи во тој момент кој го побаруваат и учениците, која е строго наменски направено, би рекол, запознавање на корените своји. И барајки го и насловот, и ова многу автентично и логично се наложуваше прашањето насловот на проектот. И сметам дека како што го градев адаптацијскиот и драматуршкиот дел на театарската предложка, сметав дека корените е правиот избор и правото име на нашата представа. Затоа што можеби и општествено политички треба да покажеме една порака. Враќањето на корените не значи заборавање на стеблото, листот и пред се цветот. Што ни се случува? Сметам дека разбирате, пластично говорам. И многу е интересно тие корени да прозвучат еднаш и во нашето општество, тие превривања и премрежења кога ни се иселуваат голем број млади кадри од нашата држава. Сето тоа да го преточиме во една јасна порака со навраќање на историскиот дел. Корени ја зеде и втората награда на овогодинешното образовно рандеву Масум.